Денес на седницата на Советот на Општина Бутел беше изгласан и донесен најголемиот рекордно проектиран буџет кој некогаш го имала Општина Бутел, информираше преку социјалните мрежи градоначалникот на Бутел Дарко Костовски. Тој посочи дека ова е развој. Општина Центар в петок организира предновогодишна забава, наменета за сите граѓани, за децата и возрастните на Боемска 1. В петок во 11 часот почнува предновогодишно дружење со хорот Златно Славече и хорот од Општинското основно училиште 11 октомври, при што ќе се изведат познатите детски хитови и ќе ги забавуваат најмалите. На овој настан предвидено е обраќање на градоначалникот на Општина Центар Горан Герасимовски, а веднаш потоа следува забава со Елса и Спајдермен, кои ќе им поделат новогодишни пакетчиња на дечињата, велат од Општина Центар. Во меѓувреме градоначалникот Герасимовски ги повика сите граѓани на вечерниот концерт Вечер под звездите, кој ќе започне од 20 часот со македонските музички звезди, групата Нокаут и диџеј Александар Јорданов. Ги поканувам сите граѓани на концертот што ја одбележа годината. Настанот ќе почне со загревање на атмосферата со диџеј Александар Јорданов, а потоа омилената македонска група на сите генерации Нокаут ќе ги отпее хитовите со кои пораснавме. Ветуваме добра журка и расположение. Дојдете на Боемска 1, истакна Герасимовски. Пријавувањето за 21-то издание на Визер Скопски маратон, кој ќе се одржи на 5 октомври 2025 година, започна денес. Заинтересираните можат да се пријават преку официјалната веб страница на маратонот на линкот skopskimaraton.com.mk. Повторно ќе има 4 трки: маратон, полумаратон, трка на 5 км и штафетен маратон. Првиот рок за пријавување по најповолна цена е до 10 февруари 2025 година. Последниот рок за пријавување е до 19 септември 2025, а сите учесници кои ќе се пријават до 29 август 2025 ќе добијат мајца со логото на трката во својот стартен пакет. Сите учесници кои ќе стартуваат трката на 5 октомври ќе добијат вредносен ваучер од 20 евра од генералниот спонзор на маратонот Визер. Градоначалникот на Општина Центар Горан Герасимовски преку социјалните мрежи ја долови атмосферата на синоќешниот концерт со македонски евергрини, преработени во џез верзии. Синоќа Скопје беше обвиено во звуците на македонските евергрини, мајсторски преработени во џез верзии од Искра Србиновска квартет. Во предновогодишна атмосфера, субави разговори и многу позитивна енергија, заедно го одбележавме културниот настан џез под ламба. Подиумот беше отворен за сите од најмладите до највозрастните. Сите во еден глас и ритам се подсетивме на безвременските евергрини, песни што ги одбележале животите на многу генерации, а и понатаму ги инспирираат новите. Продолжуваме да ги поддржуваме македонските уметници и се гледаме утре на концертот на Нокаут во 20 часот на Боемска 1, напиша Герасимовски на социјалните мрежи. Сепак има организирана прослава на градскиот плоштад во Скопје. Имено забавата за најлудата ноќ ќе ја организира компанијата Спектаклум, која победи на конкурсот што во последен момент го распиша град Скопје. Собственикот на Спектаклум, Горан Ампов Јапан, изјави дека подготвуваат спектакуларна забава, за која ќе се погрижат незаменливите Сара Мейси, The Girls, магичната љубој на незаменливата арена и неповторливите Нокаут. Забава која ќе започне во 19 часот и 30 минути. Град Скопје, иако задоцна да распиша конкурс на кој се пријавивме ние и ја добивме можноста да организираме новогодишната забава на плоштадот Македонија. Поставувањето на бината, техничката опрема и блажањето на изведувачите и сето она што е потребно за магично да се доживее најлудата ноќ е обврска на Спектаклум, изјави Јампов. Тој нагласи дека неговата компанија е и организатор на новогодишната прослава во Расадник, Кисела вода. Исто така го организира и Вевчанскиот карневал. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно